Во Македонија има околу 700.000 возила, но забележителен дел од нив се нерегистрирани. Затоа го поканивме господинот Лука Пажин од Кроација осигурување да подискутираме на оваа тема. Што е автоодговорноста и зошто е важна? Благодарам, Мишко, за повикот во вашата емисија. Автоодговорноста е осигурување, односно АО скратено, е задолжително осигурување согласно законот за осигурување и секое регистрирано возило, моторно возило, мора да има полиса од автоодговорност. Со осигурувањето сите корисници на возилата ќе бидат безбедни од нивната финансиска загуба и ќе се заштитат за дополнителни трошоци од нивниот буџет. Многумина мисла дека е тоа непотребно, но кои ризици ги покрива полисата за автоодговорност? Полисата за автоодговорност ги покрива сите штети настанати спрема трети лица. Трети лица кај нас, односно во браншата на осигурување, спаѓаат лица кои не се дел од самата полиса, значи лица кои се оштетени надвор од таа полиса. Како се одредува цената на автоодговорноста на таа полиса? Цената на автоодговорност полисата ја одредува Национално биро за осигурување. Секоја година се пресметува бонус и маус систем, каде што возилата, односно корисникот на автомобилската полиса може да има бонус, намалување на цената, односно маус, покачување на цената во зависност од неговиот технички резултат. Дали имал штети или немал штети. Како што реков на почетокот, имаме многу неосигурани возила во сообраќајот. Што се случува ако возачот при судир нема полиса на автоодговорност? Во тој случај се повикува полиција на лице место, бидејќи не ги условуваат условите да одат да пријават штетата согласно европскиот записник. А дали имате некоја статистика? Колкав е процентот на нерегистрирани возила и колку од нив учествуваат во сообраќајот во Македонија? Во Македонија, според некои статистички податоци, се забележува дека има повеќе од 700.000 регистрирани возила. Се смета дека 80.000 од нив не се регистрирани, што е над 11%, а исто така има и над 80.000 возила кои не се регистрираат навремено, односно купуваат на време, невремено ги регистрираат, што е исто така еден голем предизвик, односно голем проблем за клиентите. Која е процедурата за пријавување на штетен настан? Процедурата за пријавување на штетен настан согласно автомобилската одговорност, односно штета во сообраќајот, е лесна. Доколку двете возила се регистрирани и имаат автомобилска одговорност полиса, се учесници на сообраќајот, имаат возачка дозвола важечка и сообраќајна дозвола важечка, истите се упатуваат на локацијата на пријава на штета. Кај нас во Кроација осигурување, нас може да не најдете на улица Железничка, број 47, во центар, доколку сте надвор од Скопје, во некој од најблиските можни филијали. Со двете возила, со сите податоци, слободно може да се упатите и да пријавите штетата кај нас. Дали постојат разлики во покривањето на штетата во зависност од типот на возило? Не постојат разлики во покривувањето. Покривувањето ги покрива сите штети што се утврдени согласно записникот од проценителите на штета. Истиот тој се испраќа до властен сервис и истите се покриваат во максимум што е утврдено од проценителите. Осигурителните компании бара поскапување на автомобилската одговорност. Зошто? Зошто? Автомобилската одговорност не претрпела корекција изминатите 15 години. А и сами сме свесни за инфлацијата што се случува на нашиот пазар и општо у светот. Самата цената на возилата е доста покачена, цената на автоделовите е покачена, работната рака е покачена
Пред се, тоа се надевам дека владата би донела нека одлука за покачување на техничката премија за автомобилската одговорност. Господине Пажин, ви благодарам за вашето гостување во Автомагазин. Ние секако дека уште неколку пати ќе ве поканиме за да разјасниме уште некои прашања кои не се баш најјасни околу осигурувањето. Благодарам, Мишко, и на тебе. Секако ќе ми биде чест уште еднаш да гостувам во вашата емисија. Благодарам.